ВМРО ДПМН продолжува со објавување скандали за претходната локална власт на социјалдемократите. Обелоденија дека градоначалникот на Газибаба во претходните 4 години, Борис Георгиевски, иако веќе имал постоечки договори, склучил нов на 17 август минатата година за реконструкција на улично осветлување со лед светелки и софтвер за истиот, тежок 1,7 милиони евра. Најинтересна работа е што во член на договорот, овој договор е јавно достапен на сајтот за јавни набавки, стои дека 20% од сумата на овие пари кои што е склучен договорот, авансно треба да се исплати во првата недела, пошто општината на 3 пати во првите 10 дена исплатиле 21 милион денари или околу 340.000 евра на оваа фирма Елмонт Електро. Во овој период, кога се активирал овој договор и кога станал активен, се уште имало постоечки договори. Арсовски вчера презентираше два други договори во висина од 11 милиони денари, кои општината ги исплатила за 2 реона за улично осветлување. Според партијата, со толку склучени договори и исплатени пари, Скопска Газибаба требало да биде наосветлена општина. Според партијата, ова се доволно сомнежи надлежните институции да истражат што се крие за договорите на Георгиевски. Тој вчера се огради дека тврдењата на опозицијата се лаги и невистини и побара извинување. Од надлежните институции засега молк и без најава дека некој и нешто ќе се истражува по тврдењата и откривањата на скандалозни информации од страна на ВМРО ДПМН.